Неговото животно мото е работа, работа и само работа. Негов херој е Пинк Пантер. Сака да се смее и да готви. Тој ќе ви рече: едноставно морам да играм. Не можам да не играм. За мене сцената е прво и основно место каде сакам да бидам. Зошто Пинк Пантер го избравте за свој херој? Вака се смеете кога гледате цртани филмови? Многу. Цртани филмови многу одамна гледам. Ние прв пат телевизор купивме 66-та или 67-та. Во тој тогаш се отвораше еден нов свет кај нас. И преку свилара, мајка ми работеше во Нонче Камишова, свилара, поточно во Велес. И преку синдикат им даваа телевизори. Со Пајтон го донесовме дома. Со Пајтон телевизорот? Да, немаше тогаш такси, имаше Пајтон во Велес уште и јас како дете се сеќам го завиткавме во најновото и најубавото кебе што го имавме дома и купивме телевизор, го донесовме, се викаше Атлас Делукс. И тоа за мене беше едно ново откровение, нов прозорец кон некои нешта други. Некои нешта кои не ми биле достапни. Многу гледав научно-популарни филмови, гледав многу емисии кои се однесуваа како живеат животните, како е сето тоа вклопено во природата и така натаму. Меѓу другото гледав и цртани филмови. Од тоа време цртани филмови беа и Густав, еден маđарски цртан филм, многу интересен, кој имаше доста една чудна психологија и така натаму. Пинк Пантер се појави малку покасно. Пинк Пантер е еден цртан филм кој мене ми остави еден впечаток. Тој никогаш не губи. И на моменти кога се случуваше Кобајаги да губи, тој пак победуваше. Во неговото губење имаше победа. И остави дал впечаток дека исто колку и да сакаме да изгубиме или да сме доведени во ситуација да изгубиме, ние мораме да најдеме начин простор да обстанеме, да победиме или барем да не паднеме скроз. Нели? Да не снема едноставно. Животот прави многу сопки. И тама работа, ако јас на една или на две или на третата паднам и да не се дигнам. Голем човек е оној што секогаш успева да се дигне и да продолжи. Исто во таа смисла големо влијание на мене изврши стрипот Алан Форд. Потоа тие каубојски едни пишани романи за Док Холидеј, за Вајат Ерб, за Лун, за многу нешта, нели, со кои ние тогаш живеевме, обстанувавме, постоевме, па да не зборувам за Командант Марк, за Блекстена, за Текс Вилер, за Капетан Мики, не го читавме многу покасно, изаземал за Флок, не знам, за Блаф и така натаму, ги памтиме, нели, Жалосна сова. Многу имаше. И како се смеете кога гледате цртан филм? Тоа ми го кажа. Многу се смеам. Многу се смеете? Да, многу се смеам кога е нешто смешно, многу се смеам, дури многу пати беа колегите на сцена кога сме да речеме кога е смешна ова представа Вардарски пастови, последната која е хит на пример. Јас сум позади сцената додека да излезам или ова. Јас многу се смеам и то понекогаш толку гласно што и погласно и од публиката или пред публиката. Овие млади дечки кад класни од 9 типа сега. Немој најгласно да се смееш, како класно. Смењето е здрава работа. Смењето подмладува. Јас мислам дека секој добар, продуховен човек треба да се смее. Проблем е ако не се смееш. Значи треба да се преиспиташ зошто не се смееш, што е тоа што не е смее. Пријатели, колку се тие? Колку се вистински? Или, ако сакате поинаку, што треба да поседува еден човек за да биде пријател на Крсто Ивановски? Дедо ми покојни, кој беше многу мудар, реков преска, еднаш ми рече во Кице, вели, сине, да ти кажам нешто. Во Библијата пишува дека ако човек има еден пријател е многу богат. Ако има двајца пријатели, огромно богатство. Некој друг рекол, Господе Боже, чувај ме од пријателите, од непријателите сам се чувам.
Чудна категорија е зборот пријател. Во денешно време јас не знам и колку пријатели имаме. Мислам, зборувам вистински пријатели, апропо максимата која ја спомнав пред малку. Многу пријатели имаме, но дали се вистински? Дали се искрени, дали се чисти, дали се духовни? Јас би го прифатил секој пријател. Ако мислите, сега веќе пријателството, ајде, што се шири вака, колку толку имаме, ние сепак од нашата возраст луѓе имаме некаков изграден критериум во тој поглед, но сега помодерно е тоа социјалните мрежи, па толку знам, нели, се пријавуваат пријател да ти биде, па требало конфрим да се притисне и така натаму. И после разменувате некакви ставови во статуси и така натаму. А не се знаете со него. Зборот ми е зошто го спомнувам тоа, затоа што веќе се пријателите виртуелни. Мислам, може и се познавате вака, но никогаш не сте разговарале толку за да, како што е ова преку ова компјутерите, како се вика, преку тие социјални мрежи со статуси, со ставови вака и така натаму. Така да, јас секого би го прифатил за пријател доколку ме почитува мене и мојата фамилија. Сигурно и од моја страна ќе биде така. Кога се почитуваме така, тоа значи ме почитува мене и фамилијата. Што ми ја почитува фамилијата, ми го почитува генетскиот код. Што ми го почитува генетскиот код, ми ја почитува државата. Што ми ја почитува државата, ми почитува сигурноста и слободата која имам над. Тоа потекну, мислам, повлекува многу нешто. Сакам такви пријатели да имам. Како што всушност и јас истото го правам спрема таквите пријатели. И тогаш станува нешто, пријателството продуховено и станува она кое мој дедо ми што ми го кажа, нели, кога човек има еден пријател е многу богат. Тогаш си богат. Не можеш да бидеш богат со материјални нешта, а да немаш со кого да го размениш тоа во таа пријателска смисла. Секој човек што нема пријатели е многу осамен човек. Обично и тие луѓе не се смеат. Кажете ми сега, ми рековте пред овој разговор дека веројатно во минатиот живот сте биле некој готвач во некој кралски дворец. Знам дека сте голем гурман и знаете да направите кога сакате. Не секојдневно, нели? Од ништо нешто, како велате. Сега вие тоа велите заради тоа што не секогаш се имало или нели, не секогаш ни давал материјалниот дел можност да сме, нели? Ама не е само тоа, треба и да те бива, да сработиш нешто во кујна па да биде тоа вкусно. Ајде да го поврземе со театарот тоа некако. Значи, во театарот добиваш гол текст и треба да направиш живо. Значи, да го со едни живееш. други зборови сценски да го пренапишеш тоа што е овде и да го изведеш, некој да го види, да го чуе, да го разбере и да му биде задоволство што го гледал. Значи, почнуваме од нешто мртво кон нешто живо. Мислам дека големите гурмани, големите готвачи исто така приидуваат на секое јадење. Значи, тој има компири, не знам, има кромит, има лук, има, не знам, граф или месо некое и така натаму. Сето тоа е мртво, така стои. Ако го оставиш 2 дена да стои на сонце, тоа ќе се скапе или ќе го фрлиш. Значи, од него треба да се создаде нешто кое пак од друга страна ни создава, ни внесува натре витамини некои, без кои ние не можеме да живееме и да постоиме. Значи, и тоа ќе го свртиме кон живот. Практично со неговата имагинација готвачот или гастрономот или куварот или како и да е, создава живот, како што ја всушност во театарот. Сега тоа кај мене готвењето е, не готвам стално, готвам во некои посебни прилики кога сум внатрешно инспириран, нели. И сакам да сготвам дома, да направам некакви убави специјалитети. Некои од моите колеги си имаат уверено во тоа и се многу задоволни. Значи, Имате некој посебен специјалитет? Доволно да имам 2 глави праси и се ќе направам. И што ќе направите? Све. Значи, оваа Македонија има многу нешта со кои јас сум горд заради тоа. Има многу нешта, како викаше еден постар човек, вели, ќе паднеш долу на земјата, ќе се судриш со тикви, со краставици, со бостан, со пиперки, со домати, ќе се подигнеш малку со грозје, ова што е, нели, шпалир, или ако ја дигнеш главата горе со круши, кајси, не знам, сливи и така натаму. Значи, имаме премногу ова плодови кои ни ги дава оваа земја и штета е да не можеме или да не знаеме да ги искористиме, да ги преработиме и да ги ставиме онаму кај што треба.
И мене ме привлекува тоа. И затоа често пати се фаќам како за себе си мислам дека јас во некој минат живот сум бил велики некој готвач во некој кралски дворец, многу почитуван. Можеби затоа играв улога една во мојот театар Хамлет во Пикантен сос, јас бев готвачот од таа представа. Се подготвувате тука на сцена, нели, додека се читачките додека проби. И додека да, веројатно. Буден сонува. Да. Но знам дека на денот на премиера останувате гладен. И се нешто ви пречи, тоа е таа позитивна трема, нешто се нешто тука нешто се. Не баш ви пречи, ама да. Осаме. Премиерата е Некаде да ве нешто да. Кај нас е воспоставен некакво непишано правило дека премиерата е врвот на представата. И тогаш сите се спремаме, ќе дојде публика, ќе дојдат последувачи, критичари, ќе дојдат луѓе со изострен вкус, со многу внимателност, ќе следат вашата работа. И ние мислиме дека тогаш треба да бидеме најдобри и така натаму. Но представата не е секогаш така. Представата си има свој биоритам и таа представа си живее во зависност од тоа колку играт и може да се случи 10 други представи да бидат многу подобри од премиерата после премиерата. Но тоа е веќе нешто друго. Кога ме прашувате за ова, јас и кога одам на проба, затоа тогаш слабеам. И кога одам на проба многу малку скоро ич не јадам. И кога имам представа исто така не можам да бидам на сцена со полн стомак. Тоа и избегавам исто да се напијам некаков алкохол претходно, кој пак од друга страна прави некој нешто, барем кај мене. Кај некој може да прави некои подобри работи, но кај мене не. И сето тоа го правам. Кога имам денот на премиерата за која ме прашавте, сакам да бидам. Јас сум дома со сите во фамилијата, се додека не дојде времето за да дојдам на представа. И сум дома, но како да не сум. Ја ги слушам сите, тоа го знае жена ми многу одамна, јас сум со неа веќе 35 години негде, еве 30 години свадба сега ќе правиме на 11 мај од свадбата. И таа го знае и така се и децата воспитани, значи не ме прашуваат нешто кое е надвор од ситуацијата и така натаму, се трудат да влезат максимално во мојата положба и да бидат и тие присутни, бидејќи тие се составен дел од моето живење на еден начин. Кога влегов во гардеробата, да играм во представа, па јас се сеќавам кога од незнаење, од почит, кога ги реков еднаш на Милица Стојанова тетка, па таа ме направи лом, па да имаше дупка да пропадне внатре. Јас бев втора година на академија, мислам, требало да ја кажам колешке. Како бе јас колешке, кога уште не сум се испилил, така наречено, да ја кажам колешке. Милица Стојанова. Милица која прв пат у живот сум ја видел вака, сум ја гледал на телевизија и така натаму, се фатив, бидејќи случката жртви. Значи за сите имавме друг начин на размислување во тој поглед. Постои ли некој аплауз кој што го паметите или ќе го паметите за цел живот? Види кате, аплаузот е најголемата награда за актерот. Кога ќе заврши представата, аплаузот е тој кој го потврдува она што актерот го направил на сцена, позитивно, негативно, добро, подобро. Значи, аплаузот е спојот помеѓу тој четврти зид, помеѓу духот или она што актерот го оставил како Прометеј, нели, што го извадил црниот дроб на луѓето, на сцената, така овие ја примиле таа продуховеност од страна негова, нели, публиката, и аплаузот е наградата за она што тој го направил. Јас во принцип секогаш се радувам на секој аплауз, без разлика дали е некој побурен, помалку бурен и така натаму. Сепак е награда. И кога е и од куртуазија, нели, имаме моменти кога и представата не била многу добра, па публиката сепак аплаудирала. Тоа е сепак некакво воспитување. Но не можам да го заборавам аплаузот на една представа која ја спремав во Струмица. Многу одамна беше Без вина виновни се викаше, ја работеше Бранко Ставрев, јас го играв Незнамов. Тоа беше некој спој помеѓу Островски и помеѓу Шекспир, од Хамлет и некои други пиеси, направивме некаков спој. Јас играв еден лик на еден актер кој е многу добар, но многу бунтовен. Тој во себе си не си го знаеше потеклото, не знае која му е мајка, кој му е татко. Носи еден медальон овде, кој единствено како папочна врска, кој му дава некакво за право дека мајка му го дала, тоа е единствената врска која му е мајка.
Потоа дознава дека мајка му е иста една глумица, кручинина, која е врв, нели, првенка, како што беше Мери Бошкова кај нас и така една таква примадона, нека ја лесна земјата. И покасно дознава и кога ќе дознае толку е револтиран затоа што мајка му го оставила и еден монолог страшен има таму во кој овој се раскостува тотално, го зима тој медалјонот, го фрла, се распарчува на сите парчиња. Пијан во едно театарско бифе, летаат столици, не ги фрла, него паѓа, се сопнува и паѓа во публика долу. Тој аплауз ќе го памтам цел живот. Тивок Ангел пролета сега се види. После тој аплауз, дома додека отидов, мајка ми покојна ги чуваше децата, беше кај мене дома, жена ми бидејќи беше на премиера. 5 или 5 мислам дека беа телеграми добив, тогаш поштата работеше со телеграми, сега го има на Facebook. Да, лайк. 5 телеграми поштарот донел со многу убава содржина од страна на луѓето кои ја гледале таа представа. Мислам дека тие 5 телеграми ми стојат дома негде, кога ги чувам како 5 најголеми награди кои јас во мојот живот сум ги добил. Тоа е голема благодарност према публиката која не гледа и веројатно таму сум се себе потврдил како актер, иако нели кажавме никогаш не можеме да си одговориме на прашањето дали сум јас стварно актер. За да бидеш актер треба да се разбираш од многу нешта. Треба да навлезеш во психологијата на сите личности. Затоа јас на сите актери им го препорачувам Достоевски да го прочитаат максимално добро и онолку колку што и да го разберат. Им препорачувам да го прочитаат и Чехов. Без тие се алфа и омега. Не може да не се знае Молиер, да не се знае Гоголь, да не се знае Шекспир, да се биде актер. Тоа по никој случај. Не можеш ти ништо повеќе од ова. Се е измислено во животот. Ние само го спроведуваме во дело онака како што ни налагаат општествените, економските и социјалните прилики во времето во кое живееме. Значи, и ние сме едни директни проследувачи или дежурни на сето она што ни се случува во целото милје во кое сме обкружени. Кога се создава улогата, знам дека некои актери сакаат да влезат, да речеме, во автобус, па од таму да видат, препознаат во некога својата улога на сцена, па да искористат во некоја средна улога. Дали ќе го најдете внадвор или ќе го најдете внатре во себе си, ти нели рековме актерот е Мора да буре трага. без дно да трага. Дали ќе го најдете во некои пишани дела, кај некои други автори кои пак од друга страна знаат многу умешно да ги опишат до пори, до како изгледаат, каков им е погледот нели на ликовите кои ги опишале и така натаму. Тоа не е ни толку битно. Битно е да навлезете внатре. И првата и основна работа е да личите вие на ликот. Зборувам за почеток. Како тераат пробите и како доаѓа полека да го украдете и да го преработите, И да да стане почне ваш. ликот да личи на вас, а не вие на него. Значи актерот мора да биде молер, може да биде електричар, мора да биде принц, крал, не знам, дворски шут, мора да Готвач. биде готвач, економист, адвокат, не знам сите професии. Значи не знаеш ти кога се убиец, љубовник, швалер, не знам, нели? Бомбаш, авијатичар, не знам. И секогаш треба да влезеш во психологијата на тие професии, потоа кои се основни тикови на тие професии, како тие реагираат на различни нешта, во зависност од тоа текстот што ти нуди, и како сето тоа ти ќе го преточиш да биде многу природно, многу едноставно, а тоа е најтешкото. Публиката препознава. Нема да мислите дека публиката е неписмена, многу е писмена. Нас не учеше учителот, секогаш вели во први ред ти седи Станиславски, негдека ти седи Меерхот, позади седи Брук или не знам Гротовски и така натаму. Значи, најмалку тројица во публиката има врсни познавачи, одлични познавачи на театарска комедија. Нив не можете лесно да ги излажете. Па не можеш, за тројица ќе играш ако треба публика, а сите 500 ќе уживаат. За крај на овој втор дел од муабетот, сакам да ве вратам на почетокот. Дали во наводи само ви прости таткови за вашата нели одлука, да отидете сепак на Академијата за драмски уметности, односно колку беше, не знам, горд со тоа што вие станавте актер? Татко ми беше горд човек и ретко признаваше
она што го чувствува. Ретко кажуваше што мисли во душата за сите деца. Ние бевме 5 деца. 3 браќа и 2 сестри. Длабоко знам дека ми прости во тој поглед. Знам дека кога го снимавме Белото циганче имавме 2 дена пауза и од тие 2 дена пауза успеав да го уведам покојниот Илија Джовалековски, кој го играше Баба Мулон во серијата, од Струмица, од Банско, кај што го снимавме, со колата да дојдеме до Велес, да ми биде гостин на Дома. на татко ми и на мајка ми. Знаете ли што се случи тогаш во зградата во која живеев јас? Сите излегоа. Тоа беше настан. Каква мечка бе, Рамо? Овде матера гледа, бе. Јас не го доведов Джувалековски за да се пофалам пред потајно може би со тие години. Но сакав да му покажам дека и јас еден ден ќе бидам таков. Не е ни толку лошо да си Да, актер, а? и мене и ќе биде горд. Во истиот момент во окото му повидов дека тој ми простил. Поседовме малку ние таму, нормално си заминавме после со. И тој ми беше професор. Джувалековски ми предаваше сценски говор. Така да знам дека и сега на небото се гордее со мене и ме почитува за ова што го направив, затоа што од оваа професија јас успеав толку колку успеав. Може би сум можел и повеќе, не знам, секогаш може повеќе. Не велам дека сум задоволен, имам уште може би, не знам, 7-8 години до пензија според законот. Се надевам дека мечтаам всушност и се надевам дека ќе го одиграм Иванов, дека ќе одиграм Џо Келер или ќе одиграм Тит Андроник или некој таков лик од познатата светска драматургија во кој себе си се пренаоѓам јас како врв на мојата кариера и така да остане нешто уште плюс во колективното паметење на нели луѓето кои не гледаат. И како вели да завршиме со тоа кибритчето на Жан-Луи Баро, кој ни го презентираше нашиот професор. И вели, сепак многу бевме среќни, што пред да умреме, испуштавме зрак светлина. И на крајот од ова неформално само уште нешто. Актерот Крсто Јовановски ќе ви рече: времето не можеш да го мириш со ништо, едноставно си тече. Ние сме дел од тоа време и оставаме нешто зад себе. Траги во просторот кој треба да сведочат за нашето битисување.